Денеска е меѓународен ден на планините. Колку планината и колку свежиот планински воздух влијаат врз здравјето на луѓето? Планината релаксира, многу поволно делува на психофизичкиот систем на човекот, многу добро делува на самата негова физичка кондиција, а исто така чистиот планински воздух, односно кислородот, делува на севкупното здравје на човекот. Побиравте повеќе планини како член на планинарски клуб. Колку сето тоа ве поттикна да се зафатите со еден проект да ги презентирате македонските планини? Да, значи темата убавините на планините во Република Македонија. Сакам, значи со оваа презентација сакам да ги представам убавините на нашите македонски планини, дел од богатата наша флора и фауна, дел од самите карактеристики на планините и како најлесно и најбезбедно да се стигне до незиниот врв, односно врвови. Колку се македонските планини погодни за планинарење и на планинарите, но и на оние, да речем, обични граѓани кои што сакаат да уживаат во природата? Македонските планини ги посетуваат и искусни планинари и алпинисти, но и обични рекреативци. Значи, нашите планини се погодни за сите, за секого, но сепак планинарски совет, значи мора да ја почитуваш планината и мораш да ги следиш незините правила за да безбедно се искачиш до некое место и безбедно повторно се вратиш назад. И сето она што вие сте го поминале, овој пат ќе биде презентирано и пошироко на јавноста. Подготвувате презентација на планинските убавини во Република Македонија. Повод е 11 декември и кој се и каде ќе може да учествува? Да, значи вечер во 19 часот во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец ќе има трибина на тема убавините на планините во Република Македонија. Трибината ја организира Комисијата за екологија при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово и е поддржана нормално од Унијата на жени при истиот комитет и на неа ќе бидат прикажани 10 македонски планини на кои што сум била и на кои што сум се искачила на нивните врвови и се надевам дека присутните ќе уживаат во прекрасните фотографии што ги имам лично јас направено.